Почитувани ученици, а и сите останати кои што гледате видеото, добро утро, добар ден, добро вечер, во зависност од тоа нели кога ме гледате. Јас сум Антонио Неделковски, наставник по историја од Основното училиште Наум Наумовски Борче. Во ова видео ќе ви зборувам за државата на Франките. Да видиме кои се тие Франки, што се случило со таа држава, како се развивала и како завршила. Најпред да видиме за Франките. Од каде доаѓаат и кои се тие. Најпред за нивното потекло. Франките припаѓаат на германската група на народи, поточно спаѓаат во западните Германи, значи во таа група на германски народи. Тие земали учество во големата преселба на народите, за која што зборувавме пред некој час, и видовме кои биле причините за големата преселба на народите, зошто почнаа да се селуваат, од каде кон каде се насочувале, зошто токму натаму се насочувале. И набројавме неколку народи кои што биле дел од таа голема преселба на народите. Меѓу другото и Франките биле дел од таа преселба. Нивното старо живеалиште било реката Рајна, долниот тек на реката Рајна се до денешен Мајнц. Значи тука се наоѓа старото живеалиште. Тие од таму се насочиле кон Римска Галија. Еве може да видите на картата, значи еве го старото живеалиште и од тука се насочиле кон Римска Галија и тука формирале своја држава која во одреден период од историјата ќе стане сила број 1 во Западна Европа. Но да дојдеме до тогаш, да кажам уште неколку работи за Франките. Пред да видиме како изгледале тие. Тие имале висок раст, светлосиви очи, црвени коси биле, висок раст како што кажав, и имале долги и тенки мустаци. Биле многу храбри. Не сакале да се повлечат од битка, попрво би умреле во битка, отколку да се повлечат. Пред да го примат христијанството, тие биле многу божци, значи верувале во повеќе богови. Франките, како што ви кажав, се населиле во Римска Галија и тие таму формирале држава. И на начело на државата имало крал. Ние ќе споменеме, тоест јас ќе спомнам два крала. Клодовик, а потоа и Карло Велики. Најпрво ќе започнеме со Клодовик. Значи Клодовик владел од 481 па се до 511 година. Тој територијално ќе се прошири државата, ќе зацврсти, ќе биде доста силна во тој период и што е многу важно, во негово време Франките ќе почнат да го примат христијанството, а тој ќе биде првиот крал на Франките што ќе се покрсти во 496 година. Не случајно ќе се покрсти, не случајно ќе го прими христијанството. Христијанството во овој период, односно црквата, е многу влијателна. Со самиот овој чин на примање на христијанството, за сојузник ќе добие црквата, а да ти биде сојузник црквата не е мала работа. Тоа е значајно за Клодовик да се знае, веќе во негово време значително ќе имаме христијанизација кај Франките, а и тој ќе биде првиот крал на Франките што ќе се покрсти. После Клодовик ќе имаме пат на државата, повторно ќе се крене, повторно ќе падне, значи имаме турбулентен период се до времето на Карло Велики. Карло Велики бил крал на Франките кој што владел од 768 па се до 814 година. Долг период. Во негово време државата на Франките ќе стане сила број 1 во Западна Европа. Значи во негово време државата ќе биде најмоćна. Тој ќе наследи државата во време на криза, ќе ја стабилизира, територијално ќе ја прошири и ќе стане, ќе направи сила број 1 во Западна Европа. Еве ви карта, каде што овде може да видите повеќе држави, повеќе кралства, а нас не интересира државата на Франките во времето на Карло Велики. Еве какава била таа држава. Значи не била воопшто мала и била многу силна. Значи тоа не било преку ноќ, туку тоа за да стигне до овој степен, до оваква територија, за да стане сила број 1 во Западна Европа, требало години и години труд. Карло Велики бил вешт политичар. Знаел како да се постави и благодарение на тоа државата на Франките во негово време ќе биде најмоćна. Карло Велики, за него може многу да се збори. Цела учебна година без никаков проблем. Благодарение на еден лик кој што се вика Айнхард, ние
многу работи знаеме за Карло Велики. Например, значи Ајнхард пишувал за неговиот живот. Например, за Карло Велики знаеме дека сакал спортски активности, јавање на конј, пливање, лов. Но исто така, Ајнхард не известува дека тој бил умерен во активностите. Например, умерено јадел, но и умерено пиел. Ретко пиел повеќе од 3 пехари вино, тоа е интересно. И јадел само печена храна. Тоа е така исто интересно. Го интересирало наука, го интересирало граматика, реторика, математика го интересирало. Покрај тоа што си го знал својот мајчин јазик, го знал и латинскиот јазик, а делумно го знаел и грчкиот јазик. Повеќе разбирал отколку што говорел на грчки. И исто така интересно, Ајнхард известува дека Карло Велики под перницата дека спиел навечер ја чувал таблата на која што се учел да пишува. Тој се будел во текот на ноќта и вежбал. Тоа е пишување. Тоа е доста интересно за Карло Велики. Но, како и да е, во негово време државата ќе биде најмоćна. И уште еден многу важен момент. Во 800-та година, весна година за памтење, Карло Велики од страна на папата во црквата Свети Петар во Рим ќе биде прогласен за цар. Значи, повисока титула. Цар е повисока титула од крал. Тоа е врвот на неговата кариера како владетел. Значи, гледате, во 800-та година од крал ќе биде прогласен за цар, повисока титула, во црквата Свети Петар во Рим од страна на папата. И сега неговата држава од кралство станува царство. Тоа е голем значајно нешто. Карло Велики ќе почине во 814 година во Ахен. Впрочем, кон крајот на својот живот престолнината ќе префрли токму во Ахен и таму ќе биде погребан во катедралата во Ахен. После неговата смрт имаме криза во државата, внатрешна криза, која што ќе резултира со целосен распад. Односно, со тој Верденски договор во 843 година, неговата држава ќе биде поделена на 3 дела. Западно Франско кралство, значи тоа е денешна Франција, значи центарот е тука, источно Франско кралство, центарот е во денешна Германија, и третото кралство е со центар во денешна Италија. Што е многу важно и интересно за оваа поделба. Со оваа поделба се удриле темелите на современите европски држави: Италија, Германија и Франција. Значи, западно Франско кралство, значи со таа држава се удриле темелите на современа Франција, со источно Франско кралство се удриле темелите на современа Германија и со кралството во Италија се удриле темелите на современа Италија. Значи, гледате, денес познати 3 големи европски држави се темелат токму со оваа поделба, со распадот на државата на Карло Велики во 843 година. Тоа е тоа. Се надевам дека ова кратко видео ќе ви помогне при совладување на оваа лекција. Поздрав и се најубаво!